Medo, Brundo, kuferi hula hopki, medo, Brundo, papaj vlneni topki, Бисерчеве. Юрий Гагарин, ја памтите Бисерче кој е облекол у скафандер тамо во време на ковид да потпишува некој предавство у парламент кој Юрий Гагарин се шеташе. У бескрајниот вселенски простор. Таа истата која што година-две подоцна од позиција на министар за култура им порача на македонските уметници дека треба да створаат уметност со која што нема да таласаат, нема да критикуваат никого, ќе бидат уметноста ќе им биде стерилна и нормално пријателски насочена кон сите соседи, значи тука целта беа бугарите, значи да не се спомињаат во делата на македонските уметници, дали драма, дали театар, дали филм, дали не знам што, да не се споменува дека бугарите биле окупатори тука. Тоа го порача од позиција на Министерство за култура. Значи уметноста не е тука да биде совест и свесна едно општество, не е тука да критикува, не е тука да биде еден вид на исправач на моменталните состојби, негативни работи и сите фелери на политичарите, и во едно општество тука да биде пријателска, весела, разиграна. Ти, Бисерче, повторно влезе, како да ти кажам, во зоната на самракот. Куфери купуела, бе, багажот и го на авион, на аеродроми го загубиле, бе, куфери. Само зашо купи, бе, празни куфери, Бисера, Кофер ко кофер празан, па признай, пиздати материна и не те тепа, а треба да ве тепа. И сега треба ова можеби, ова со Бисера скандалов да биде дефокус ли што тамо, секој чуда за 3 дена како што е Фейсбук. Не, дајте, тргнете по сите тие бандити во социјалдемократскиот сојуз, по тие предавници на македонскиот род, на македонската крв, сите во затворот прв до последен, немајте милост, не икеме дефокус, удрете по сите. Бисерче, види, ти со плишаното мече исто можеш и во Идриско да се спиеш, да си го галкаш, да си го викаш џоле, плишаното мече. Само не каже ова плишаново мече, бе, Бисерче, плишано мече за возрастни, со паклабас доле или онако детско. Од тоа некако остана неодговорено, дали е секс играчка, тоа ме занима, Бисерче. Добро се види. Не, дека тоа не е прв пат, мислам дека не се случува, порано имаше предходничка, ти исто гаќи купуеше Викторија Секрет од 500 евра. Па добро бе, пизда му материна, пред 4-5 години норвешка министерка за не знам што, за надворешни или беше за не знам што, ја фатија како со службена картичка си платила карта у трамвај или у метро. Значи следниот саат, не другиот ден, си поднесе оставка. Оставка си поднесе. Шо чекаш, бе? Абе, одма ги тука, ја да сум сите треба да си дајат оставка. Не се оправате, бе, вие. И од позиција на опозиција се однесувате како да сте цареви. Тоа е затоа еден добар показател дека власта побрзо треба да реагира, да ги смести овие бандити тамо кај што им е местото, затоа што многу брзо можат пак да искористат некои домашни и странски шпиони, да направат смут државата, да направат разни непријатности за пак да дојдат на власт. Затоа ви викав уназад, многу пати ви викав, со нив не треба да имате милост. Таков политички непријател не ви треба, стрпајте го затвор, најдете си друг, така ќе биде најпаметно. А ти, Бисерче, види ова сега шо како, ако мислиш дека некој ти поверува, ова твое излагање, многу се лажеш. Затоа што сепак никој од нас не пие мастило како Бисерче. Никој од нас не е роден на гранка. А ти, Бога ми, си се зебала, бе. И шо да ти кажем поише. Затоа, но сепак ќе бидам поиско на крај, ќе ти кажам,
со здравје да си го користиш мечето, како и да го користиш. Ова хопки, добро се, ако ти се скинале, логично си купила, јеби го. А со фудбалскава топка шо греши? Ме занима. Жонглираш ко Роналдо, учиш дриблинзи на Меси. Шо правиш со топкава во бицепсот? И тоа не кажа топкава волнена дали. И тоа треба да ни објасни за да ти поверуваме до крај. Или може би топката ќе му ја подариш за роден ден на Артан Груби, може им се тупнал тој фудбалот, таа топката во министерство што си подава и што си игра на мали голчиња. Јој, луѓе, кај живееме, Боже. Едноставно немам зборови. Брату, чекај, се извинувам, ќе морам трекна. Брату, нов паза да немаш. Абе, нов паза, нов паза. Се извинувам, морам додам. Нов паза ми требит. Во време на огромни кризи, 3 последователни кризи, ние најдовме пари и ги зголемивме пари. Може да замислите што ќе се случеше ако такви кризи сега и се случува на оваа влада. А таа не може да се снајде во овие услови кога нема некаква криза. Што да мислиме ако не да Боже повторно стане некаква криза? Што ќе биде со државата ако ВМРО ДПМН ја води владата и државата во криза? Веројатно некој гейм овер.